Кога ја читаме Библијата, приметуваме дека често пати Исус шетал во планина, излегувал од своите места на живење, од населените места и доста време поминувал во молитва, во прошетка. Во книгата Воспитување пишува дека Исусовата училница била природата. Мајка му Марија често пати го носела во природа, му објаснувала за цвеќињата, за птиците и за се она што се среќава во природа. Убаво е да се биде во природа. Не само што сме, што рекол некој, поблиску до Бога, кога ќе се искачиме на некој врв во планина, туку можеме тоа време да го посветиме, да се восхитуваме на Божјата убавина, на се она што е создадено и не обкружува. Секако, кога сме насамо во природа, можеме и да се молиме, да упатиме молитва на благодарност на Господа. Затоа, искористете ја секоја прилика, почитувани, кога ќе се најдете во природа. Прошетајте, медитирајте, размислувајте за големата Божја создателска моќ. И денеска Бог е истиот, тој и денеска создава. Всушност, може би ние тоа не го приметуваме со нашите очи, но Бог не е статичен. Тој е постојано динамичен, тој постојано работи, тој постојано создава. Наше е тоа да го приметиме, наше да му заблагодариме на Бога за се оно што го добиваме секојдневно во нашиот живот. Затоа искористете го времето, ова пролет, да излезете во природа, да ги слушнете гласовите, звуците на птиците и на се оно што може да го сретнеме. Затоа да му благодариме на Бога преку молитва за неговата милост, за неговата љубов и за се оно што постојано ни го дава во нашиот живот. Да упатиме секако и молитва на благодарност.